Цивил медија. Државната комисија ќе следи дали државните органи ги почитуваат пропишаните забрани согласно изборниот законник, како и согласно новиот закон за спречување на корупција и судир на интереси. Со овие законски прописи е предвидено од денот на донесување на одлука за распишување на избори до завршување на изборот на председател, односно градоначалници, не може да се започнуваат изградби на нови објекти во инфраструктурата како патишта, водоводи, гасоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности во смисла училишта, градинки и други објекти со средства од буџетот или од јавни фондови или со средства на јавни предпријатија и други правни лица кои што располагаат со државен капитал. Не може да се вршат исплата на плати, пензии, социјална помош или други исплати материјални надоместоци кои што не спаѓаат во категоријата на редовни исплати, редовни месечни исплати, како и сите едногодишни трансфери и исплати или еднократни трансфери со средства од буџетот или со средства на јавните фондови. Не може да се оттуѓува државен капитал, како и да се потпишуваат колективни договори. Не може да се започне ниту постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување. Исклучок се случаите за итни неодложни работи. Во период од 20 дена пред отпочнување на изборната кампања па до завршување на изборот за председател, односно градоначалници, не може да се одржуваат јавни настапи по повод започнување или изградба или пуштање во употреба на објекти во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности, училишта, градинки и други објекти кои се финансираат со средства од буџетот, од јавните фондови или со средства на јавни предпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал. Државната комисија ќе следи дали се почитува забраната за користење на канцелариски простор, канцелариска опрема и службени возила на државните органи, освен за лицата на кои се однесуваат посебните прописи за заштита на личноста за потребите на изборната кампања. Исто така, Државната комисија ќе следи дали се почитува забраната за вршење и обид за вршење притисок и заплашување на гласачи или членови на нивните семејства или ним блиски лица. Државната комисија за спречување на корупција ќе следи изборната кампања на сите кандидати и во случаите на основи за сомневање дека се прекршува законот, ќе презема мерки за утврдување на таквите сомневања, ќе ги извести надлежните органи и ќе бара преземање на активности во рамките на нивно надлежно постапување. Исто така ја известив на јавноста дека на нашата веб страна објавена е форма на пријава за сомневање на незаконитости и прекршување во изборниот процес и во изборната кампања на претседателските и локалните избори 2019 година, која може да ја пополни секој кој има сознание за евентуални прекршувања на одредбите од изборниот законник за забрана за употреба на буџетски средства, односно забранети дејствија на јавните институции од денот на распишување на изборите, како и во текот на изборната кампања на претседателските и локалните избори. Сега до нашата институција поднесени се вкупно 10 приговори од организатор на политичка кампања, за кој ние веднаш го известивме соодветниот субјект до кого се однесуваат во рок од 24 часа согласно нашиот закон. Во рок од 3 дена тие треба да ни се обратат со свое објаснување за постапките за кои што се обвинети дека се прекршени. А во рок од 5 дена треба да се свика седница од наша страна на која што ќе присуствува и подносителот на прекршувањето, како и оној против кого е поднесено. Се работи, например, за користење на канцелариски простор за одржување на пресконференција, за, например, асфалтирање на одреден пат, за вработување на повеќе лица во едно јавно предпријатие, се треба да утврдиме дали е тоа од сезонски карактер или е итно и не знам, неодложно вработување, во принцип тоа, или делење на хуманитарна помош. Цивил медија.